Комисијата за верификација на фактите на денешната седница го отвори предметот за првиот претседател на президиумот на АСНОМ, Методија Андонов Ченто. При тоа донесе два заклучока, од кои едниот е да се усвои подготвениот извештај за денешната седница за предметот на Ченто, да се изврши проверка на матичните податоци, на личните податоци преку Управата за матични книги, пошто ќе бидат донесени конечните решенија дали ќе бидат донесени конечните решенија околу нивната улога во процесот на првиот претседател на президиумот на АСНОМ. И вториот заклучок е комисијата да ги отвори, да ги стави на разгледување, да ги отвори досијата и на сите останати членови од првиот состав на президиумот на АСНОМ и тие да бидат предмет на расправа на некоја од наредните седници. Во денешниот извештај по предметот на Методија Андонов Ченто опфатени се вкупно 24 лица, почнувајќи од судии на окружните на Врховниот суд, на окружниот и на Врховниот суд на Република Македонија, представници на УДБА, информатори, соработници на тогашните служби. Зошто го отворивте овој предмет бидејќи Ченто е рехабилитиран? Затоа што мора да се негува култура на сеќавање, прво и основно, и второ затоа што имаше барања и во одредени медиуми за отварање на овие предмети, а и еден од членовите на комисијата јавно побарал дека отварање на предметот. Се воведува ли лоша практика со ова да се толкуваат или да се издадуваат пресуди за кои што веќе ја донесена одлука? Не да ве разбрав, извинете? Преоценување на судски одлуки доаѓа. Воопшто не се преоценува никаква судска одлука. Никаква судска одлука не се преоценува. Преоценета е судската одлука од страна на Врховниот суд на Република Македонија во 1990 година, кога Методија Андонов Ченто е рехабилитиран. Меѓутоа, поголемиот дел од тие лица се мртви веќе? Без разлика на тоа ќе се утврди со проверката на матичните податоци. Комисијата постои и води регистар кои метнуваат имињата на сите прекршувачи на човековите права и слободи од идеолошко-политички причини, кои ќе биде доставен во архивот по 10 години, односно со завршување на мандатот и тогаш ќе бидат достапни сите имиња. Иако во јавност, нели, преку објавените книги, исписанија, документи до сега се апсолутно познати. При као ќе ги илустрирате сега, например, студиите, што учествувале во донесување на одлука, пошто тоа не е ни казниво со закон донесување на некоја одлука? Прекршувањето на човековите права е казниво. Тие се мртви веќе. Без разлика, култура на сеќавање мора да има. Значи, со оглед дека во предметот на Методија Андонов Ченто се вклучени тогашни врвни раководители, партиски држани на Федеративна Република Македонија и Народна Република Македонија, за да не се пропуштат одредени личности кои играле огромна улога во целиот процес на првиот претседател на президиумот на АСНОМ, ќе бидат од соодветните институции побарани документи од партиски состаноци, седници и пленуми на тогашниот покрајински комитет, односно како се викаше од партиските органи на Сојузот на комунистите на Македонија. Сочувани се тие документи? Да. Во јавноста се појави шпекулација дека целта не е лустрација на Ченто, туку се фокусира комисијата на некои други лица. Дали се цели на Лазар Кушевски или на Кирил Григоров? Значи, ако го отворите зборникот за Методија Андонов Ченто, издан од Државниот архив на Република Македонија во 2000 година, во кој се наоѓаат документи од целиот судски процес на Методија Андонов Ченто и целата постапка водена пред Врховниот суд на Република Македонија за негова рехабилитација, ќе ги најдете сите имиња кои биле вклучени во целиот процес и нивната улога и значење во креирањето на новоремонтиран судски процес. Не сметате дека се работи за преоценување на судска одлука, што реков, со оглед дека тие веќе си жигосани затоа што донеле одлука врз основни идеолошки
политички причини, значи ова е повторно отварање на ист Само процес. малку. Комисијата за верификација на факти. Која е целта на одлуката што ќе се комисијата за верификација на факти со ова со оглед дека има одлука на Врховниот суд, да реабилитира реченото, а лицата веќе се познати во јавноста кои се кажа. Целта е да се создаде култура на сеќавање и процес на помирување меѓу национално помирување меѓу македонците. Добро.